7 и 8 декември остануваат врежани во македонската историја да подсетуваат на две важни личности. Кодификаторот на македонскиот јазик Блаже Конески, но и на еден од најистакнатите ученици на Кирил и Методи, основоположник на Охридската книжевна школа Свети Климент. Во разговор со нашите истакнати професори Максим Каранфиловски и Атанас Конески, меѓу другото зборуваме токму за овие две личности, но имаат и своји барања, а тоа е пратениците во законодавниот дом да се одважат и да го донесат законот за воведување на државна награда Блаже Конески. Многу убава констатација направите со нај. 7 декември, 8 декември, 19 декември се датуми кои представуваат нагрбнина за нашата држава, за нашата нација. Имено, денот 7 декември е практично физичкото заменување на Блаже Конески. 8 декември е големиот државен празник посветен на Свети Климент Охридски, а 19 декември е роденденот на Блаже Конески. Овие три датуми и уште многу други представуваат светли датуми или видици во историјата на нашава држава, во нашиот национален идентитет и континуитет, во нашата национална култура. Токму за овие датуми, особено за 8 декември, архиепископот Охридски и Македонски во најновата книга на Кецне Брегово има објавено текст, кој е насловен текст на оваа книга, кај што ги спојува овие две големи имиња, односно три: Свети Климент Охридски, Свети Наум Охридски и Блаже Конески. Затоа посебно го издвојувам и затоа вашава телевизија и вие лично сте одбрале три светли датуми со кои ќе го одбележи и вашата телевизија и нашата држава овие три големи настани. Професор, според вас, колку доследно го почитуваме ликот и делото на Блаже Конески, особено во некакви бурни времења каде што и дигиталната ера знае да направи малку прилом во делот на спознавање на што е она квалитетно од квантитет? Јас би рекол дека ние прилично доследно го почитуваме ликот и делото на Блаже Конески, како што спомна колегата, како што вели архиепископот Стефан во оваа книга Великанот од Небрегово, но искрено речено би сакал и повеќе да биде. Мислам дека можеме повеќе и треба повеќе да му оддаваме почит. Некако ние што сме професионално врзани со него, јас и колегата сме биле и негови студенти, ученици, подоцна и соработници на некој начин, го почитуваме секојдневно, да речем, тој ни е во свеста. Меѓутоа, мислам дека на општествено ниво и по школите би требало и повеќе. Особено би апелирал, односно сметам дека треба школите барем еднаш годишно да го посетуваат неговиот роден дом, затоа што тоа не е само оддавање почит, туку и вистински треба да послужи како поука на секој дете, секој македонец, да види каде се родил човекот кој ја искреира стандардизацијата на македонскиот јазик. Јазикот си постоја нормално пред тоа, меѓутоа друга работа е да се направи стандардизација. Мислам дека треба и повеќе. Би сакал да биде повеќе. Во контекст на ова многу често ние кои што сме од Прилеп тој дел, знаеме да имаме некоја вербална дискусија во смисла на тоа кој го говори најсоодветно стандардниот македонски јазик и секогаш ние кои што сме од тој дел на Македонија велиме дека тие кои што влегуваме во западното наречие сме најблиску до стандардниот јазик и нели ги има оние колоквијални изговори сега дека велешани го говорат најдобро македонскиот, дека прилепчани со бутолчен. Меѓутоа, диалектологијата е возможна и не е лошо кога се прават одредени поделби во смисла на
одредени, а се говори сепак македонскиот јазик, а во контекст на Блаже Конески, бидејќи еден од, ако не се лажам, подобрите шахисти во тоа време, меѓутоа покрај тоа што бил шахист, било и ќе остане основач на она што ние денеска го изучуваме. Рековте сами дека се прави доволно за да се зачува неговиот лик и дело, меѓутоа имаме некој недостаток на политичка волја, би рекол, особено во оној дел давање целосна почитка на неговиот лик и дело со обидите за да се воведе државна награда кој ќе го носи неговото име Блаже Конески. Предпоставувам дека целата работа е закочена кај луѓето кои што треба да одлучат по однос на ова прашање за воведување на државна награда Блаже Конески, а тоа се пратениците во собрание. Имате ли некакви информации и зошто тоа се случува, зошто се уште едноставно не го донесат тој закон и со истото тоа да се увековечи она за што ние зборуваме, тоа е Блаже Конески? Господин Сунаи, убаво архиепископот кажал за Блаже Конески во насловот на неговата книга, а тој е просветителот на нашето време. Замислете со кого го споредува, исклучително аргументирано и со факти, со Свети Климент и со Свети Наум. Ако ова е порака од него и ова што го говорите вие, ако државата така не го почувствува големото дело и ликот на Блаже Конески, и ако државата не најде сили, иако таму во собранието веќе 2 години чека на усвојување предлог законот за воведување државна награда Блаже Конески Ремзи Несими, но нам не ни е познато од кои причини овој закон не се донесува. Низ разговорите што ги имавме ние, како управа на културниот и едукативен центар Небрегово, насекаде тоа го истакнуваме, а особено председателката на државава при една наша скорешна средба кај неа беше посебно нагласено. Ако допуштате, јас изворно ќе го прочитам тоа што го порача председателката во сообштение од кабинетот. Таа вели: Силјановска Давкова е убедена дека пратениците ќе ја препознаат оваа благородна идеја и со големо мнозинство ќе го изгласат законот за изменување и дополнување на законот за државни награди. За неа Конески и Несими се духовни великани на македонскиот и на албанскиот јазик, чии имиња одамна требало да се символизираат врвни достигнувања во белетристиката и другите науки, како што известија од кабинетот. И тука додавам, во сите разговори што сме ги имале, сите членови од управата на КЕЦ Небрегово, почнувајќи од почитуваниот професор Максим Карамфиловски, професор Живко Цветковски, професорката Весна Мојсова, професорката Марија Костовска, уредничката Гордана Велјановска и многу други соработници, посебно нагласуваат дека практично пратениците во собранието треба да и се извинат на нацијата што токму толку долго време се чека за донесување на законот за воведување на државната награда Блаже Конески. Со тоа ќе се поттикне, ќе се мотивира младите генерации научници и творци, и особено се заговара дури и воведување и стипендија Блаже Конески. Ете токму, вие како новинари, можете и на брифинзите што ги одржувате со председателот на собранието, господинот Гаши, практично и да го прашате, зошто не се поставува донесувањето на законот за воведување на овие 2 државни награди. Нема тука друг одговор, освен, а тоа донесување би траело помалку од 5 до 10 минути само да се изгласа, бијќи комплетно е завршена расправата, комплетно е доставен предлог законот со сите потребни и придружни документи.
тука, ова ние посебно го нагласивме уште при заедничката седница на Деканската управа на Филолошкиот факултет Блаже Конески и управата на Кецле Брегово уште минатата година во октомври, минатата година. И еве до ден денеска не отстапуваме од таа наша заложба за да се реализира, бидејќи не постојат други причини освен практично да се озакони, да се нормира тоа што сите на 5. мај ова година во Ману сите јавни личности, почнувајќи од председателот на Ману, министерката за образование и наука, министерот за култура и туризам и многу други, а особено председателката на државата кога нагласи не само на 5. мај, цела година треба да биде посветена на 80 години од македонскиот стандарден јазик. Ја гледам пред вас токму тој амблем што го постави државата. Поубав момент од сегашнава година, денешнава 80 години кога славиме од македонскиот стандарден јазик, поубав момент за донесување на за воведување на државната награда Блаже Конески не треба да пропуштиме. Меѓутоа, веќе поминаа 2 години, се уште не мрднала од условно речено мртва точка идејата за тој предлог закон да помине во собрание, да се изгласи, да се воведе и да се испочитува она за што впрочем би требало да важи тој закон. Господин Карамфиловски, со оглед на тоа дека професорот Конески потенцираше моделот на важноста и идноста на носење на овој закон, за да на некој начин покажеме дека државата навистина има и политичка волја, меѓутоа и дека има разбирање за општествените случувања и текови во кои што се наоѓаме, бидејќи многу лесно одредени личности врзани за Македонија се заборава или пак можеби не намерно, без некаква тенденција се изостава од целокупниот курикулум, образовен курикулум. Сега една ваква награда би значило многу за оние луѓе кои што навистина се врзани во ткивото на Блаже Конески. А во секој случај е така. Значи, јас мислам дека најблаго речено се работи за, во некој известно смисло, небрежност, да речем, во однос на политичарите, генерално гледано, кон ова прашање. И, ако се вратиме на колку го почитуваме делото негово, кажав претходно. Меѓутоа, сега би додал еден аргумент плюс. Во светот, во светската лингвистика, славистика, па и македонистика нормално, името на Блаже Конески е символ, синоним на македонскиот јазик. Тие толку го величаат него, го ставаат на равно ниво со Пушкин, со Гете, со највидните личности за други јазици кои придонеле за нивниот јазик. Ако тие го величаат, го споредуваат со такви личности, а ние сме небрежни кон тоа, да речем, тоа е минус за нас. И сега, во услови на негирање на македонскиот јазик и македонскиот идентитет, такви се околностите, знаеме, свесни сме со каква реторика се соочуваме, особено околу соседите. Ние денес чествуваме 80 години македонски стандарден јазик. Колку тоа како порака е важно да дојде особено од избрани именувани функционери за да дадат еднозначение на повисоко ниво дека оно што е наше е свето и дека постојат постулати кои што не смеат да се поместуваат само заради одредени апетити на одредени група на граѓани, без разлика дали тоа се од нашата држава или се од НАТО. Најчесто се од НАТО. Задоволни сте со она како ние го третираме она што би требало не би требало тоа по автоматизам треба да се носи со таа борба за зачувување на македонскиот стандарден јазик. Многу убава и силна констатација кажавте. Неслучајно на споменикот пред Ману, на споменикот Блаже Конески пред Ману, стои историската мисла. Јазикот е единствената наша комплетна татковина. Ако така, само оваа мисла е доволна, ако така се свати,
а не само да се цитира, што би рекла професорката Весна Мојсова, тогаш доволна причина е пратениците, кои повеќето се и од минатиот и во сегашниот состав, едногласно да го донесат овој закон. И впрочем, една од нашите активности беше и да се воведе спомендомот Блаже Конески како задолжителна дестинација за посета на ученици, студенти и професори на спомендомот. И тоа, веднаш можам да кажам сега, Министерството за образование и наука го ставило спомендомот Блаже Конески во правилникот за задолжителна посета на спомендомот Блаже Конески во Небрегово. Ете еден, условно речено, мал чекор, што значи да се доближиме и кон големиот подвиг, да се донесе државната награда Блаже Конески и тоа да биде мотив, инспирација, подвиг, затоа што само на славните ние можеме да им се одолжуваме, но со редовни и чести манифестации со што им оддаваме признание, а не да ги оставаме во заборав. Една од тие причини, убаво констатирате, е и оваа награда, како што и наградата, меѓународната награда во Ману, еднаш годишно се доделува за Блаже Конески, но за странци. Тоа што го вели професорот Карамфиловски, и во нашава држава, точно така, само на тој начин ќе му оддадеме трајно признание на големото дело на Блаже Конески. А во контекст на македонскиот јазик, бидејќи Блаже Конески е најдиректно врзан со афирмацијата на македонскиот јазик и целиот тој допринос кон она што ние денеска го употребуваме, реков 80 години македонски стандарден јазик, дали доволно вложуваме и дали обрнуваме внимание на начинот на кој што особено јавните личности би требало да внимаваат при употребата на македонскиот стандарден јазик и каде е тука улогата на медиумите? Добро, тука фактички чепнате едно широко прашање кое треба. Кратко би одговорил дека треба да се вложи многу повеќе во издигнување на културата на говорот. Инаку јазикот си е стабилен и додека има македонци нема да биде загрозен, да речем. Така што нема потреба од некогаш предчувствително реагирање кога некој не негира. Ако не негира, нека не негира, негов проблем. Ние постоиме важно, веруваме во македонскиот јазик, го користиме секојдневно. А нивото, културата на говорот, факт е дека треба од политичарите, а и новинарите, бидејќи медиумите имаат посебна улога, тие народот ги гледа и тоа што се има посредното влијание. Начинот на кој се користи јазикот во медиумите честопати влијае и кај другите. Така што широка тема е тоа, затоа реков кратко, културата на говорот е многу важна и тоа треба сите да се трудиме да ја почитуваме и да се трудиме да ја зголемуваме својата култура, својот однос кон начинот на кој го користиме јазикот. Еве Сунаи, во продолжение на ова, многу умешно го водиш разговоров. Блаже Конески, истакна професорот, ние сме биле студенти, ама јас често истакнувам, сме добиле струка, ама јас истакнувам, повеќе од него сум добил ука, а тоа е најзначајното, ова што го манифестираш и ти. Но Блаже Конески вели, чувството кога и која форма на македонскиот стандарден јазик ќе се изговори е личното чувство на одговорност. Заложбата дека насекаде треба да има во сите јавни институции, треба да има лектори по македонски јазик. Но не може на секој човек да има лектор. Затоа чувството на одговорност за употреба на македонскиот стандарден јазик е личен однос кон македонскиот стандарден јазик. Блаже Конески тоа убаво го нагласуваше. Разликата меѓу македонскиот стандарден јазик и разговорниот јазик е едноставна, велеше. Тоа е исто како да имате два костума, ама овој костум сега што го носиш ти Сунаи на снимање и професорот,
ајде да речам и јас, не може да се носи секој ден. Тоа е разликата меѓу потребата на македонскиот стандарден јазик и разговорниот. И затоа Блаже Конески велеше, костумот што се носи на Великден не може да се носи секој ден. Тоа чувство на одговорност го манифестирате и вие суна и денеска со вашата појава овде на денешниот разговор. Такво чувство треба да понесат и сите јавни личности, затоа што се обврзани на тоа, и сите пратеници што се наоѓаат во парламентот. Јас го потенцирам уште еднаш, кои навистина со одговорност, со чувство на почит, со чувство на разбирање, многу скоро треба да го донесат овој закон, или како што нагласи председателот на собранието, почитуваниот Тафрим Гаши, кај него ние сме биле во 2 работни посети. Прво со професорката Весна Мојсова, а потоа и со деканот на Филолошки факултет, професор Владимир Мартиновски, и со професорката Валбона. Тој тогаш кажа дека јас не ветувам, ама ве уверувам дека државната награда Блаже Конески за прв пат треба да се додели оваа година. Ама новинарот на овој текст ставил и прашалник и извичник. Сега, на претениците е да го употребат извичникот, а не прашалникот. Ви благодарам на тоа што подсетивте, Сунај. Во делот на благодарам и на вас за пофалбите. Во делот на овие констатации околу негувањето на македонскиот јазик, многу често се наидува на некаква блага форма на критика, особено кон помладата генерација, кои што користи англицизми и терминологии кои што не ми се блиски. Меѓутоа, јас често велам дека тоа не е за осуда, бидејќи сепак се работи за нови генерации. Меѓутоа, можеби, ајде да речеме условно, проблемот е во образованието. Например, јас македонски јазик ми предаваш Славе Марковски, случителен професор, кој што на неговите часови не можеше да се дозволиш погрешна акцентска целост. Фонетиката многу обрнуваше внимание. Диалектологијата, сакам да кажам дека можеби од помали нозе, особено нови генерации, ќе треба да им се вдахне на некој начин зошто е важно дека треба да сме доследни, барем малку до почитување на тој стандарден македонски јазик, за да не ни се доведе во ситуација да имаме прелом. Еве тоа како го направило Сдруженијето на македонци во Загреб. Во октомври, на 11. октомври во Загреб, во еден од парковите е откриена спомен биста на Блаже Конески со заложба дека нивниот патронен празник на македонците во Хрватска во Загреб е 11. октомври, а Блаже Конески е покровителот на сите настани што ги одржува ова здружение во Загреб. И уште нешто, ова кога говорите за акцентските целости, имаше обичај професорот Блаже Конески на големи манифестации да се обрати со една мисла, а таа гласи: ај да сме добра мисла. Тој не велеше ај да сме добра мисла, туку ај да сме добра мисла, убаво поентираш со тоа, со тие акцентските целости. Но тоа како ќе го сватат и како ќе го практикуваат младите генерации, тоа зависи од нивните ментори, од професорите, од прво оделение и натаму. Нивна е одговорноста. И ако се вели да, ние заеднички ги воспитуваме децата, родителите и училиштето, да, ама дома не се тие сите професори по македонски јазик. Затоа во училиштето има професори по македонски јазик кои се одговорни тоа доследно да го спроведат. Овде не случајно во нашава канцеларија имаме 2 од книгите зборници во кои учествувале десетици ученици од цела држава. Едната е поетските пораки за Конески и втората е зборот на Конески, кај што учествува стотици ученици, наставници и професори од нашава држава. Затоа Кецне Брегово има издадено 18 книги и оваа книга што ја имаме пред нас е 18-та и единствена
кај нас ова година, која носи наслов 80 години азбука и правопис на македонскиот стандарден јазик. Ова треба да биде редовно предавање, ако не повеќе, ама барем на 5 мај, на денот на македонскиот јазик, на 7 декември на денот на физичкото заминување на Блаже Конески и на 19 декември денот на раѓањето на Блаже Конески. Затоа големите личности се вели имаат само роден ден, а немаат смртов ден. Ви благодарам на тоа што подсетувате, Сунај. Се согласувам дека имаат само датум на раѓање, се другото останува неиспишана историја која треба да ја читаме и да ја толкуваме на начин соодветен како што треба, особено за такви личности. На 8 декември, меѓу другото, професор Кранфиловски е исто така директно врзан со државноста на битисувањето на она што денес само не подсетува на тоа колку некогаш биле бурни времењата за да се дојде до ова што ние денес го имаме како наследство. Свети Климент Охридски, еден од најистакнатите ученици на Кирил и Методи, ако не се лажам, основоположник на книжевната школа, гордоста ние универзитетот и така натаму. Меѓутоа, како да имам чувство дека ваквите датуми служат само за денови кога на некој ќе му послужи како уште еден слободен ден. Зошто не е тоа спротивно? Да се направи нешто што ние ќе го почувствуваме тој ден не како ден за одмор. Добро, тоа е многу често се случува. Големите празници, големите имиња, како да одат малку во заднина, на прв план доаѓа она што велите искористување на слободниот ден. Меѓутоа, сепак постои, на тој ден се доделува и државна награда Свети Климент Охридски, значи спојот меѓу тој, како што кажа колегата, она што го кажа архиепископот во книгата во својот текст, спојот меѓу тој просветител од пред 1000 години и новиот македонски просветител Блаже Конески е една идеална спојка, да речем, една низа верига, како сакате да кажеме, на просветителскиот дух што постоел, што го како основоположник го положил Свети Климент, а и Свети Наум се разбира, и Блаже Конески конечно го реализира сето тоа и доаѓаме до врвот, до кодификацијата на современиот стандарден македонски јазик, кој денеска сите ние го користиме. Нормално е дека не можеме постојано да мислиме на тоа. Меѓутоа, самиот факт дека ние го користиме јазикот е доволен тој да живее. Од друга страна, да се вратам на прашањето, и вие и колегата го спомнавте, проблемот е во образовниот систем. Значи, во образованието, децата, учениците треба да го достигнат она ниво чувство кон културата на јазикот, употребата на јазикот, да умеат да разликуваат што е, како што рече колегата, за секој ден, што е нормално, односно по високо ниво, кое треба да се користи во јавната сфера, во јавната употреба. Тоа фали и тоа не треба да заврши со образованието, со матурата, например, и потоа не ни е гајлев, зборуваме како ќе ни текне. И тоа важи најмногу за сите, и за медиумските работници, и за политичарите, за секој човек, секој македонец, и треба да достигнеме она ниво што важи секаде во светот. Во светот, во многу земји, оној кој ќе излезе на телевизија и не зборува по стандарден јазик, не се смета за писмен. Така што тоа треба да ни биде мисла водилка кон тоа дека ние односот кон јазикот е однос и кон својот идентитет. Јазикот ни го дава идентитетот. Не прави тоа што сме, да сме македонци. Ако го промениме јазикот, ќе не сме македонци. Така е, се согласувам. Професоре, во контекст на што го зборови професорот Кранфиловски, каде ни се пропустите, особено, имајќи го фактот дека зборуваме за 8 декември, за една личност која што и те како
дала придонеса кон развојот, особено на таа книжевна школа? Пропусти има секаде и во се, но умешноста е како тој што го менаџира настанот, фирмата и така натаму, како чувство на одговорност има кон користењето и употребата на македонскиот стандарден јазик. Е тоа чувство на одговорност и чувството на менаџирање и чувството на лидерство се основните постулати како ќе се однесуваат и другите. Затоа што во менаџирањето не постои зборот ако, туку постои зборот како. Еве го одговорот на вашето прашање. Како ќе се ангажираме за да ги отстраниме присутните слабости и недостатоци? Ама тоа е одговорност на семејството, на училиштето, на институциите, на тие што ги менаџираат овие места и настани и личности. Ете, тоа е прашањето на личната одговорност, што често знаеме да го апострофираме, ама во практиката го разводнуваме прилично. Ликот на Блаже Коневски и со едниот и со другиот датум, почетокот е јасен, крајот на физичкото присуство е јасно, меѓутоа за мене Блаже Коневски е присутен секогаш. Значи, неговото дело не е завршен, иако е формално завршен. Тоа е важно, живее постојано, живее со нас, со секој македонец. Може би дури и да не се свесни. Реков, јазикот ни го дава идентитетот. Блаже Коневски ни го кодифицирал јазикот, ни го дал темелот на идентитетот, што не значи дека пред тоа не сме постојали нормално, ама тоа живее, тоа неговото дело е живо и денес и ќе продолжи да живее се додека постои и македонскиот јазик, значи додека постојат македонци. А верувам дека тоа нема да заврши никогаш. Не можеше да постои Блаже Коневски ако пред него не постоеше Свети Климент и Свети Наум Охридски, ако пред него не постоја браќата Кирил и Методи, ако пред него не постоеше големиот Крсте Петков Мисирков, ако не постоеше Кочо Рацин и многу други пред него, но и многу други што ќе следат по нив. Затоа, уште еднаш ќе цитирам мислата на архиепископот господин Стефан, кога го нарекува патриархот на нашето време. Еве каков е спојот меѓу 7 декември, 8 декември, 19 декември и уште многу други датуми и личности пред и по овие датуми. И ви благодарам што вашава телевизија токму овој разговор го остварува, го реализира токму на денот на Свети Климент Охридски. Преубав избор и најверојатно и тоа е заслуга на целата редакција и ваша лична заслуга. Од името на раководството на Кецне Брегово и од името на другите институции врзани со Блаже Коневски и со Свети Климент, искрена благодарност и искрени честитки до сите.